знаю как, может час, может два, страшно ми. Жителите на Донјацк во источна Украина презема акции за утврдување и расчистување на штетите по гранатирањето врз реонот Киевски. Сведоци соопштија дека една жена загинала во нападите. Донјацк е под контрола на проруските бунтовници и претрпе големи штети поради борбите со владините сили. На почетокот на неделата околу 500 луѓе одржаа антивоен протест, повекувајќи ги бунтовниците да ги остранат лансирачите на ракети во населените места. Кримските татари во градот Симферопол се собраа за да присуствуваат на гозбата по повод првиот ден од почетокот на светиот месец за празникот Рамазан. Вечерата наречена Ифтар се одржа во џамијата Кебир Јами во градот. Втор пат поред се одржува Рамазан во Крим од руската анексија на полуостровот во март минатата година. Илјадници кримски татари го напуштија регионот поради, како што тврдат, непочитувањето на нивните човекови права од страна на руските власти. Во таџикистанскиот главен град Душанбе се одржа саем на занаети, пред утре да се одбележи светскиот ден на бегалците, поддржан од Обединетите нации. Бегалците кои живеат во Таџикистан, најголем дел од Авганистан, ги продаваа своите рачно изработени килими и други видови на текстил. Таџикистан е дом на 2500 бегалци, а повеќето од нив бараат азил во западните земји. Активисти во знак на протест возеа низ ерменскиот главен град Ереван за да ги охрабрат останатите да им се приклучат. Тие протестираат против зголемување на цената на струјата. Протестот беше организиран од иницијативата наречена Без грабежи. Компанијата која го држи монополот со електрична енергија во Ерменија планира зголемување на цената од 16% од 1 август.